пости привршуваат и христијанските верници се подготвуваат за најголемиот христијански празник и најрадосниот во текот на целата календарска година, а тоа секако е Великден, односно празникот кој што е посветен на Христовото воскресение. Христовото воскресение исто така ја символизира и победата на животот над смртта и носи една есхатолошка порака во себе, односно ветува спасение од првобитниот грев на сите христијански верници. Што се уште во своите темели ја носи символиката на Христовото воскресение и зошто токму Великден, а не Божик, кога се слави Христовото раѓање, се смета за најрадосниот празник во христијанскиот календар, односно помеѓу христијанските верници. Одговараме во денешната емисија, а мојот драг соговорник на овие теми е магистар Илја Орачки, односно магистар по црковна историја. Исто така ќе позборуваме и за тоа како Великден се доживува помеѓу христијанските верници и што се треба да се направи во чинот на добрите дела кои што ја пополнуваат христијанската вера, односно ја пополнуваат и оправдуваат верата помеѓу христијанските верници. Останете со нас и проследете го денешниот разговор. Кога се религиските празници во прашање, господин Орачки, многу сте ми драг гост, затоа што со вас и на нашите гледачи можеме да им представиме малку повеќе за религиската суштина на религиските празници кои што ги празнуваме. Денеска е Велика сабота, утре го празнуваме најрадосниот и најголемиот празник за сите христијански верници, тоа е Великден. Сега кога се зборува за Великден, обично јас правев мало истражување и подготовка за ова емисија и луѓето најчесто три клучни збора според кои што се асоцираат кога е Великден во прашање се Христос воскресе, вапцувањето на црвените великденски јајца и семејните собири, да кажам, колективноста во начинот на празнувањето. Меѓутоа, малку кој знаеше да ми даде одговор која е точната символика, односно точната порака што ја пренесуваат великденските празници. Ние го славиме Христовото воскресение, меѓутоа што значи и символизира чинот на воскресение? Убаво рековте, значи тоа е една символика која што кај народот буди прекрасни и убави чувства, бидејќи се работи за еден настан кој што се е случил точно пред рече си повеќе од 2000 години, а тоа е Христовото воскресение. Значи воскреснувањето на нашиот спасител, на Месијата Господ Исус Христос. Имено во центарот на настаните пред се и над се е Божјата креативност, Божјата креација, сршта на шестодневот и неговата круна, односно создавањето на човекот. Кога Бог во почетокот го создава човекот, го создава според својот образ и подобие. Значи, според својата лика и прилика. Имено тоа го пишува и во Библијата, можеме и да го прочитаме тој цитат. Во првата книга Мојсеева, во првата глава, 26 стих, каде што се вели: Потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот образ и подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над рибите морски и над птиците небесни, и над зверовите, над целата земја и над сите гадинки што се движат по земјата. Потоа во продолжение на втората глава се вели: А го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Значи, тука гледаме целокупната суштина на создавањето на човекот. Имено човекот создаден според Божјиот образ и подобие, е создаден да биде жив, да биде вечен и да всушност може да се обожи по благодатта Божја, да стане Бог по благодат. Значи не по Бог по суштина, Бог по благодат. Што значи тоа? Тоа значи дека Бог му дал една компонента, едно својство на човекот да има своја собствена трихотомија. Имено за тоа зборува и свети Иринеј Лионски, кога вели дека човекот создаден од Бога е создаден од тело, видливиот дел на секој човек, на секој човечко живо битие, потоа душата, пневматолошкиот дел
и Духот Божи, благодата Божја која што екзистира во човекот. Според божествената троичност на Бог Пресвета Троица, и целата природа е така создадена. Например, ние живееме во тродимензионален свет. Имаме висина, ширина и должина. Скоро на сите природни твари кои што постојат на овој свет. Потоа имаме машки, женски, среден род, имаме висина, средина, низина, почеток, средина и крај, така натаму. Значи, скоро во сите твари имаме троичност која што се всушност пресликува, која што ни всушност објаснува кој е нејзин творец, односно креатор. Бидејќи е човекот создаден за живот, Бог го определува прародителот Адам, му дава задача, значи тоа е всушност и првото послушание, откако ја создал и Ева претходно, и опис на едно задолжение, а тоа е всушност првиот пост, што да прави, како да го живее својот живот. Во тој момент човекот благодарен кон својот креатор, кон Бога, го прифаќа и послушанието, а го прифаќа и постот и всушност ги исполнува оние задачи кои што му се доделени, а со тоа и всушност својата слободна волја ја подредува на волјата на Господ Бог. Тоа е суштината на слободата, да се подреди својата собствена слободна волја на волјата на оној кој што всушност дава живот, а во случајот Бог. Бидејќи во настаните во Светото Писмо, понатаму читаме дека откако човекот ја злоупотребува својата слободна волја и ја откажува својата послушност од Бога, односно го прекршува заветот на невкусувањето од плодот на дрвото, на животот, кое што всушност е насадено во средината на Ган Еден, односно Едемската градина, бива протеран од Едемската градина. Односно, онака како што му рекол Бог, доколку вкусите од плодот на дрвото на познавањето на доброто и злото, во тој момент и ќе умрете. Меѓутоа, бидејќи човекот е создаден за вечен живот, тоа всушност представува одвојување од онаа првична состојба во која што е создаден човекот од Бога во почетокот. И сега ние живееме во таа гревопадна состојба. Меѓутоа, бидејќи Бог толку го возлюби човекот, да благоизволи во одреден период, во оваа временско-просторна рамка, единородниот негов син, односно второто лице на Бог Пресвета Троица, да се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева да стане човек и како Месија, како Спасител, да дојде и да го спаси човекот, односно повторно да го врати во онаа состојба во која што бил пред гревопадот. Значи, доаѓајќи Бог на светот и давајќи својата искупителна жртва, овозможува човекот да може да се ослободи од оној грев кој што го здобива при својот гревопад, односно од делувањето од Бога. И затоа Бог со своето воскресение ја победува смртта на начин неспознатлив, несвојствен за човекот, бидејќи суштината на воскресението, секоја човечка душа ја восприема во оној момент кога ќе се одвои од своето тело. Значи, ние можеме да зборуваме многу за воскресението, но секој ќе го почувствува воскресението во моментот кога всушност неговата душа ќе продолжи да живее кон вечноста. Тоа се фази на екзистирање, на битисување и не може да се сватат со човечкиот разум. Исто како што некои мислители, свети оци, кога ги прашуваат како е на оној свет, во што се состои суштината на духовниот свет, која е разликата, велат со прашање одговараат, може ли некој да се приспомне за светот во кој што живеел кога бил во утробата на својата мајка? Не може. И навистина, теологијата е комплементарна со науката, ги прифаќа сите еволутивни фази и всушност животот кој што започнува со зачнувањето на детето во утробата, представува дел од човечкиот живот, кој што во прва фаза живее во утробата, а потоа се раѓа и живее во овој и ваков свет во кој што живееме и ние денес. И потоа, во третата фаза продолжува исто така да живее,
кога душата воскреснува и оди кон Бога, во крилото Божјо, во лоното Божјо, каде што всушност се насладува и од небесните убавини, она за кое што всушност Бог го предодредил човекот да биде за спасение и за вечен живот. Тоа е целата таа суштина на воскресението, се разбира со човечки зборови неописливо, неискажливо, со човечки ум тешко сватливо и сварливо. Меѓутоа, за да се свати суштината на воскресението, пред се не е потребно премногу зборување, туку верување. Верба во тоа дека животот продолжува и душата живее во свет онаков каков што била предодредена да живее уште од самиот почеток. И покрај тоа што верувањето, односно верата, е централната, да кажем, врска која што ја создаваме со Исус Христос, исто така и логосот, односно зборот, како што пишува и во Светото писмо, што самото представува еден тип на носење, односно откровение на самата вистина, сепак и зборот треба да ни послужи или да говориме за овие централни настани кои што се во фокусот на христијанската религија, но она што сакам да те прашам е, обично кога велиме Великден и Христовото воскресение, се асоцираме на некој посебен тип на радост кој што го доживуваат верниците и нели велиме дека Великден е најрадосниот празник за христијанските верници. Мене од секогаш ми била дилемата зашто тоа не е Божиќ, со однос на тоа дека тогаш го славиме Христовото раѓање, а Великден е веќе нели ги имаме сите тие фази низ кои што Исус поминува и предавството од Јуда што го доживува и распнувањето на крст и некако мене тоа лично ме асоцираше на некои немили настани, па еве да објасниме зошто Великден е токму најрадосниот празник за христијанските верници. Дали таа победата што ти ја спомна на животот над смртта е всушност главната поента во чинот на воскреснувањето? Откако прародителите Адам и Ева се прогонети од Еденската градина и почнува по Божи благослов да се раѓаат ливни синови и ќерки, да ја населуваат земјата и да го исполнуваат оној дел од благословот Божи кој што им го дава Бог, плодете се, множете се, населете ја земјата и владајте со неа, човештвото полека го заборава оној момент на непосредното созерцание, односно комуникација на човекот со Бога. И затоа во историјата на целиот Стар Завет имало безбројни оци, праоци, пророци, па и апостолите до Христовото воскресение, луѓе преку кои што било дадено боговдахновена дарба, да можат да поучуваат, да пророкуваат, да проповедаат се со цел човештвото и паднатиот човек повторно да се врати кон Бога. Но бидејќи не било можно човек роден од крв и од месо да го постигне она кое што било суштински неопходно, а тоа е враќањето на човекот повторно кон Бога, затоа Бог благоизволил, Бог Пресвета Троица, вториот син, второто лице, односно синот човечки, Господ Исус Христос, да се овоплати од Светиот Дух и Марија Дева и да стане човек. Значи не од крв и од плод, туку од Божја благодат, од благодата на Светиот Дух, бидејќи овоземен човек не можел да ја победи смртта и со тоа да го сруши царството на злото, односно сатаната, и да ги победи, да ги разбие портите на пеколот. Значи затоа била потребна Божја интервенција не од сила, надменост, не од некоја божествена супериорност, туку од кротост и благост и пред се човеколюбие кон целокупното човештво, со цел за повторно човекот да добие можност да се приближи кон Бога и да се спаси. И сега, во чинот на воскресението, особено од Великиот четврток, Великиот петок, Великата сабота, па се до неделата, имаме низа настани во кои што суштински се подредени по некој си редослед сите случаи, односно збиднувања, кои што редоследно водат кон самата таа финална победа на Бог, односно избавување на човекот од адот и победата над смртта. Ние имаме еден момент од распнувањето на Господ Исус Христос,
па се до неговата крсна смрт, и од тогаш, од тој момент, па се до неговото распнување, Господ Исус Христос се вели дека со Духот Божи е на тронот на Пресвета Троица, со телото распнат на крстот, а пак со душата своја во адот, каде што ги разбива портите на адот, адските двери, и ги избавува сите оние кои што до тогаш од почетокот на Адам и Ева па до последниот човек го чекале воскресението на мртвите. За воскресението се говорило и во Стариот Завет, но суштината на воскресението била на крајот на светот и завршувањето на овој свет. Но овде имаме ние воскресение во кое што човекот се ослободува од првородниот грев, бидејќи дотогаш, вклучително и сите, заклучно со последниот светиот Јован Крстител, кој бил последен кој што отишол после смртта во адот, и таму го проповедал чудото на воскресението и ги подготвувал душите на присутните во адот за скорешното доаѓање на Господ Исус Христос, Месијата, Избавителот. И потоа, после тој момент, после тоа конкретно воскресение, ние имаме една величествена состојба на победа над смртта во адот, во која што како гулави се вивнуваат сите души на дотогаш починатите луѓе од целиот Стар Завет. И затоа свети апостол Павле вели: аду каде ти е силата, каде ти е будилото свое? Ја загуби силата затоа што Господ Исус Христос со својата крсна смрт ја победува смртта, а тоа се мисли на првородниот грев. И од тој момент всушност се случува тоа воскресение, а пак тоа поприма и своја видлива форма, бидејќи присутните тогашни луѓе во Ерусалим забележале во чинот на воскресението на Господ Исус Христос како одредени гробови почнале да се отвараат, мртовци да излегуваат и да одат, кои што и на видлив начин посведочеле за тоа чудо. Таа радост ја чувствува секоја човечка душа. И тоа е нешто кое што не може да се опише со зборови. Самата човечка душа е предодредена за вечен живот. Ние духовната радост, кога ја чувствуваме благодарение на Божјата благодат која што пребива во нас. Затоа некоја човечка душа која што е преполна со Божја благодат велиме облагородена, односно харизматична. Значи таа човечка Божја благодат која што дава радост на секоја човечка душа. Кај луѓето поголема радост предизвикува празникот над празниците, а тоа е Воскресението Христово Великден, па дури повеќе од Рождеството Христово, од Божик, токму поради фактот што на Великден се објавува, односно за Воскресението Христово се објавува Царот на славата. И тоа представува една торжествена победа над доброто над злото, над Бог, над отпаднатиот од Бога, над демоните и така натаму. Символиката на Рождеството Христово е раѓањето на Господ Исус Христос како Месија, како Спасител, кој што доаѓа да го искупи и избави светот и се раѓа во јасли, односно се раѓа како јагне кое што ќе биде принесено како искупителна жртва за спасение на светот. И токму тоа се случува на Великиот и страдален петок, а пак во саботата, вечерта, односно во првите мугри од 8-миот ден, според еврејското сметање на времето, всушност се случува чудото над чудата, односно појавувањето на Царот на славата. И тогаш во вистинска смисла на зборот, сите евреи се уверуваат кој е Месијата, кој е Спасителот. Сем оние кои што исполнети со злоба и со завист, со гнев, се разбира и отпаднати од старозаветната црква, одбиваат да го признаат Господ Исус Христос како вистински Месија и Спасител и понатаму даваат своји лажни изјави, а потоа и лажни интервенции во старозаветните книги, каде што всушност Христос не воскреснал, туку неговите ученици, дошле и го зеле тајно неговото тело за да може да ги објават и да ги посведочат вистините за кои што се говорило во Стариот Завет. И затоа кога ќе се рече Христос воскресна, навистина воскресна, секоја човечка душа се радува, трепери. Значи
благодатта Божја исполнета во секој човек, кој што со радост го прославува Христовото воскресение, е неопислива. Некои свети отци тоа го поистоветуваат со моментот кога човечката душа на 40-тиот ден од незината смрт доаѓа на поклонение пред Господа и кога во моментот на неја ќе се одреди место за пребивање во рајот, ете таква е таа радост која што всушност ја здобива секоја човечка душа за секој Великден прославен, односно прославено воскресение Христово. Апостол Павле вели дека да не воскреснеше Исус, празна ќе беше нашата вера, и ти во претходниот одговор ми кажа дека луѓето, односно нели сведоштвата за Христовото воскресение се пренесени преку 4 евангелија кои што се, да кажам, композицијата на Новиот Завет во рамките на Светото Писмо. Зошто на луѓето и на христијаните, односно дали ти тоа така го толкуваш како на христијаните и на верниците, самиот чин на воскресение да им представувал доказ за сето она што Исус го најавувал во текот на својот живот, дека ќе дојде чинот на воскресение и дека на тој начин ќе се доживее една есхатолошка катарза, можам да кажам, односно сеопшто спасение на човечкиот род. Воскресението како состојба, како што реков и претходно, е објавено и во Стариот Завет. И сите верувале дека на крајот од светот ќе дојде Месијата, Спасителот, кој што ќе му суди на овој свет, и тогаш ќе се случи и тоа сеопшто воскресение, кога овој свет со времето и просторот ќе заврши и тогаш ќе дојде Царството Небесно. Тоа било таа некоја си слика која што имале луѓето во Стариот Завет, помалку недефинирана, но која што во многу Господ Исус Христос за време на неговиот 33,5 годишен овоземен живот го тоа објаснува и појаснува. И токму така како што рековте, светот апостол Павле, се надоврзувајќи се на тоа, вели верата без дела е празна. Која е таа вера без дела која што е празна? Всушност се работи за онаа вера која што нема вистинска потпора, а тоа е суеверието. Суеверието е сурогат на верата. Кога нема вистинска вера, тогаш се јавува сурогатот на верата, односно суеверието, маловерието, неверието, неверноста и така натаму. А бидејќи верата без дела е празна, тогаш делата без вера се мртви. Кои се пак оние дела кои што се мртви? Оние кои што не носат никаков плод. Значи, за да се има вистинска спасоносна вера и за да биде таа во полнотата на спасението, таа мора да биде исполнета со добродетели, добри дела. Сите оние добродетели кои што човекот треба да ги здобие во текот на својот живот, се опишани во книгата Лествица на Свети Јован Лествичник. Тоа се 30 скалила, 30 добродетели кои што секој од нас мора да ги прими за да може да ја исполни во својата полнота својата вера кон Бога. Исто така верата се исполнува и со исполнувањето на заповедите од молитвата Оче наш, потоа на 10 Божји заповеди, па потоа на 9 блаженства. Значи, сите тие работи се оние на кои што исполнуваат нашата вера. Се разбира, Господ Исус Христос повеќе пати неговото сведоштво за воскресението го подкрепуваше и со примери. Например, тој правеше вистински воскреснувања, особено чинот на воскреснувањето на Јаировата ќерка, потоа на момчето на наиската вдовица, и се разбира најголемото од сите чуда на воскресението е воскреснувањето на четвородневниот Лазар, покажувајќи на кој начин, видливо манифестирајќи, ќе се извршува тоа воскресение. Мртви луѓе одеднаш стануваат, проодуваат, побаруваат да јадат, да пијат, да стојат и така натаму. Значи, сето тоа исто така во голема мера го исполнувало верувањето и уверувањето на тогашниот човек, кој што пак е на некој начин и праслика на денешниот човек. И денешниот човек е исполнет со многу земни проблеми, размислувања, честопати се случуваат и работи кои што не одделуваат од Бога, не одделуваат, ја смалуваат нашата вера и на многу начини не поистоветуваат со тој отпаднат старозаветен човек.
старозаветниот човек се уште не бил ослободен од својот првороден грев. Светата православна црква пак овозможила преку нејзините свети тајни новозаветниот православниот христијанскиот човек да се ослободи од тоа бреме кое што се води уште од времето на отпадништвото, на отпаѓањето од Едемската градина на прародителите Адам и Ева, преку светата тајна крштение. Но тоа пак не значи дека се амнестираме од останатите гревови кои што ги правиме во текот на нашиот живот. И затоа животот на секој христијанин представува борба против злото за достигнувањето на тие добродетели, се со цел да собере добри дела кои што ќе му бидат искупителен дар на, се разбира, после завршувањето на неговиот овоземен живот и се разбира на крајот на завршувањето на светот и векот при сеопштото воскресение, односно воскресението на сиот свет. Дори се вели дека тој чин на сеопшто воскресение ќе биде толку краток колку што се чита едно шестопсалмие во утрената богослужба, а таа се чита некаде околу половина час. При тоа сеопшто воскресение, кое што го чекаме сите ние во идниот век, секој ќе знае зашто воскреснал и зашто воскреснал. Дали воскреснал за вечен живот или воскреснал за суд и осуда. Како? Па сите оние кои што ќе воскреснат во тие тела во кои што биле и нашите прародители Адам и Ева, всушност кога ќе се погледнат себе си ќе видат дали се светли, бели, чисти, профани, светлоносни, прозрачни, воскреснати за вечен живот или се темни, мрачни, гнили, скапани и така натаму воскреснати за суд и осуда. Навистина, тој момент ќе биде пресуден и конечен, од кој што нема понатаму лево или десно или враќање напред или назад. И ние за тој момент се подготвуваме целиот свој живот. Значи за воскресението. Иако тоа представува радост кај нас, треба да се потрудиме и на самиот чин таа радост да биде вечно торжествено благоухание, кое што ќе ја почувствува и ќе созерцува секоја човечка душа спасена во славата на Пресвета Троица. Формата на празнувањето на Великден обично се врзува со великденските црвени јајца. Исто така, Великден го прославуваме во кругот на семејството со луѓе, односно членови на примерни групи со кои што градиме тесни релации. Исто така, христијанските верници за Великден се поздравуваат со поздравите Христос воскресна, навистина воскресна. Меѓутоа, покрај формата според која што го препознаваме празнувањето на Великден, исто така важно за христијанските верници е да разберат зошто токму чинот на воскресението е централниот чин за сите верници и зошто воскресението практично значи оправдување на верата кон Христос и токму она што и апостол Павле го апострофира, а тоа е да ни воскреснеше Исус, празник ќе беше нашата вера. Денеска зборувавме со магистар Илја Орачки, инаку магистар по црковна историја, и дадовме одговор на голем број на прашања кои што се поврзуваат токму со денешниот празник, односно со Христовото воскресение, со тоа какви чувства кај христијанските верници предизвикува Христовото воскресение и на кој начин практично верата се потврдува, односно се овоплутува преку чинењето на добрите дела. Ви посакувам среќен празник на сите кои што денеска празнувате, а и воедно ви закажувам повторна средба веќе следната сабота.